есенскиот дел на втората македонска кошаркарска лига заврши, а сме пред самиот крај на 2016 година. Како сте задоволни вие како тренер на кошаркарскиот клуб Тетекс од постигнувањата оваа сезона и воопшто оваа година? Овака сега прво да ве поправам дека есенскиот дел не е завршен, има уште едно коло, и поради временските прилики, тоа посебно коло ќе се одигра во почетокот на февруари. Инако, вака еден пресек да дадеме на надпреварите, до сега одигравме 8 кола. За жал, малку не сме задоволни од резултатот. Почнавме добро. Од првите 4 надпревари, 3 направивме 3 победи. Направивме една победа со Карпа Соколи во Борис Трајковски, една многу важна победа. И се најдовме негде на второ-трето место. И тоа после првите 4 кола не зафати една, да речемо така, неубава атмосфера. Почнавме помалку да тренираме. После поразот со Академија дома, мислевме дека лесно ќе добиеме тој надпревар, меѓутоа Академија се покаже како доста спремна екипа. Тамо тренер е Александра Петрович, поранешниот тренер на МЗТ. Направил една добра екипа, солидна екипа. Тие се повеќе деца од Академијата на кошарка на Македонија. Така да малку не разниша тој пораз. Имавме и малку недоразбирање унутра во клубот. Меѓутоа ги надминавме после тоа. Меѓутоа не зафатија малку и повреди. На наредниот надпревар, што го одигравме во Гостивар, отидовме половично. Тамо одигравме многу катастрофално, без тројца играчи. Така да следуваа после на домашен пораз од Шкупи. И тој надпревар рачунавме дека сигурно ќе добие, меѓутоа без двајцата играчи Ценовски и Вапски, кои беа со висока температура, не можеа да настапа на тој надпревар. Многу ни фалија, мислечи ни дека со нив сигурно ќе добиевме тој надпревар. Меѓутоа и екипата на Шкупи се покаже како солидна екипа. Тамо е Сириша Аврамовски, поранешниот играч на МЗТ, на Работнички. Тој е висок 2,10, играч со големо искуство, прволигашко искуство. Тешко можевме да се справиме со него, меѓутоа видовте и самите вие бевте присутни на тој надпревар. Го изгубивме во финишот на надпреварот, во самиот финиш. Изгубивме нестречно 3 разлика. И не знам што да кажем, се надоврзуваат тие проблеми. Следуваше надпреварот во Струга, каде исто така отидовме без тројца играчи, капитенот Момировски, Заковски и Владе Костовски. Тоа се столбови на екипата, долгогодишни играчи, постари играчки со големо искуство. Меѓутоа, поради зафатеност на работа, ја инсистирав преку Федерацијата да тој надпревар се игра во недела, преку тренерот од Цандрим, да некако се одигра во недела, бидејќи тогаш играчите се... Бидејќи ова е аматерска лига, не е некој професионализам, па мене ми се, скоро сите играчи се во работен однос, така да тешко да ослободиш 8-9 играчи. Успеевме некако да се скрапиме, отидовме со 6 играчи и со 4 млади играчи кои се родени 2000 година. Меѓутоа, што да ви кажем, децата одиграа прекрасно. Меѓутоа, судењето од прилепските суди, не сум задоволен и на самата утакмица го кажав тоа, не сум задоволен од судењето, меѓутоа, тоа, тие се постојано присутни тамо, поради тоа регионално судење. Изгубивме 4 разлика, на крајот дори дојде и тројца играчи не исклучија со 5 пенала, така да во игра беа последните минути беа и помладите играчи без искуство, без ништо. И тоа резултатот е тој што е. Изгубивме 84-80, дадовме 80 коша. Одигравме добар надпревар. Мислечи ни дека доаѓаа подобри денови.
Кои се амбициите и плановите за пролетниот дел и воопшто за 2017 година? Аз се надевам дека ваква резултатска криза нема да не зафати. Се надевам дека Тетекс е сериозна екипа. Се надевам дека во вториот дел ќе направиме добри припреми, ќе ја консолидираме екипата. Ќе видиме дали треба да направиме еден состанок, еден договорен состанок со сите играчи, да се договориме што понатаму, дали да видиме ни фали еден, немаме така еден висок играч, центар и у прва лига нема центар. Ми тоа се надеваме дека нешто планираме и на тој план, да видиме едно-две деца дали од МЗТ, дали од работнички, да дојде да ни помогне во таа висина, во таа атмосфера, да направиме една победничка атмосфера. Се надевам дека резултатите доправа треба да дојде. Одма на почеток го играме последното коло од првиот дел, ни гостува екипата на Радович, кај што рачунам дека сигурно треба да извојуваме победа. И после имаме една серија на надпревари, одиме на Феникс, па ни доаѓа Лисици, па одиме на Ангели, така да имаме една серија на надпревари кај што треба да направиме добар резултат и да се пласираме во горниот дел на табелата, тамо каде што е место на оваа екипа. Ви благодарам.